Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате: 24 ново заболени со COVID-19 во Тетовско, 2 во Гостиварско. Во прекин сообраќајот на регионалниот пат Тетово-Јажинце поради надојдената вода на Габорска река кај селото Доброште. Политичките партии започнаа со објава на сопствените платформи во регионов. 136 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 24 во Тетовско и 4 во Гостиварско. Институтот регистрира и 43 оздравени пациенти, од кои 6 во Тетовско и 2 во Гостиварско. Починати се 8 лица. Во последните 24 часа се направени 1208 тестирања, а регистрирани се 136 нови случаи на COVID-19, информира од Министерството за здравство. Најмногу во Скопје 80, додека во Тетовско 24, а во Гостиварско 4. Починати се 8 лица, а оздравени 43 пациенти. Министерот Филипче истакна дека достапен во македонското здравство е и лекот Авиган. Преку итна неповратна помош, преку амбасадата на Јапонија, го добивме лекот Фавипиравир, Авиган, за земјите погодени од вирусот во партнерство со УНОПС, Канцеларијата за услуги за проекти на Обединетите нации. Добивме Авиган за 100 пациенти. Станува збор за антивирусна терапија, која што во Јапонија се користи за третман на инфлуенцата од 2014 година и се уште не е одобрен да биде специфично лек за COVID-19 вирусот, но во тек се бројни клинички студии и од искуствата во апликацијата веќе има добри резултати, не само во Јапонија, туку и во повеќе земји. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3095. Во прекине сообраќајот на регионалниот пат Тетово-Јажинце поради надојдената вода на Габорска река кај селото Доброште. Екипи на Центарот за управување со кризи се на терен, додека механизацијата на јавното предпријатие Македонија пат работи на расчистување на коловозот и коритото. Сообраќајот се пренасочува преку спореден локален пат. Ноќеска се излеала и реката Бистрица, која направила помали штети во неколку села. По неколку дневните врнежи од дожд и топењето на снегот од ноќеска поплавен е регионалниот и меѓународен патен правец Тетово-Јажинце кај мостот во село Доброште. Надојдената вода тече над коловозот, при што има и наноси од камења, кали, дрвја. Сообраќајот е во прекин и се пренасочува преку локален спореден пат. Екипи на Центарот за управување со кризи се на терен, додека механизацијата на јавното предпријатие Македонија пат работи на расчистување на коловозот и коритото. Тоа е проблем на дојдената река, водата што доаѓа, ни прави проблеми, ќе мора коритото комплетно да се исчисти. Додека не се санира коритото, трупот на коритото, речното корито, водата да поминува под мостот, сообраќајот ќе не може да се одвива. Интензивно ќе се работи, очекуваме до вечерните часови реката да продолжи со течење во коритото, а сообраќајот да се одвива нормално. Екипи на општина Теарце уште вчера вечер почнале да интервенираат со багери и го рушиле горниот мост на реката Габорска, со што било спречено да се поплави дел од село Доброште. Во поплавата оштетени се неколку електрични столба, а имаат штети и 2 мали хидроцентрали. Им наредив да се руши мостот. И значи таа одлука од градоначалникот беше оправдано. Да не интервениравме ние синоќа од 19 до 22 горниот дел на селото, кој знае какви последици ќе имаше. Има рушени столбови, проблем со осветлувањето, блокирана стариот качанички пат, значи овде е 30 метра, патот е блокиран, не постои пат и коритото е полнато со материјал. Жителите од село Доброште велат дека не паметат толку голема поплава на оваа река. Среќни се што нема поголеми штети. У 5 сат станав ја, видим све по џади иде водата. И после 5 одма крене сам доле да иде.
се отвори пут тamo и после дошao i crveni bageri i otvori ovde malo put. I bandерите се руши, знамо. Ноќеска и реката Бистрица се излеала во неколку населени места. Во село Теарце се поплавени неколку плевни, додека во селото Јегуновце биле поплавени неколку куќи и градини. Градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажевски информираше дека општинските екипи ноќеска работеле на терен и дека денес ситуацијата е под контрола. Подготвени сме за најголемата изборна победа, истакна носителот на листата од ВМРО ДПМН во 6-та изборна единица Дафина Стојановска на отворањето на регионалниот изборен штаб во Гостивар. Стојановска денес во рамки на кампањата беше и во Тетово. Коалицијата Обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, вчера вечер во Гостивар го отвори регионалниот изборен штаб за 6-та изборна единица. Подготвени сме за најголемата изборна победа, истакна носителот на листата Дафина Стојановска. Ни предстојат изборна кампања и избори многу поразлични од сите претходни, најмногу и пред се заради коронавирусот. Сепак, подготвени сме, почитувајќи ги сите протоколи и имајќи го како најголем императив здравието на секој еден од нас, да се избориме и да стигнеме до најголемата изборна победа досега за ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија. Различна е кампањата, различни се изборите, различни сме и ние. Нашата предност е што сме различни од СДСМ. На првиот ден од кампањата пак Стојановска од Тетово посака изборите да бидат фери демократски и нагласи дека ќе води позитивна кампања. Јас оваа изборна кампања нема да навредувам, нема да понижувам, нема да омаловажувам, а доколку некој се обиде тоа да го направи кон мене, нема да одговорам. Јас оваа изборна кампања, како и целиот мој живот, ќе зборувам вистината, ќе се трудам таа да биде слушната и да излезе на виделина. Јас од вас овие избори нема да го побарам само вашиот глас, туку за мене најважно, јас сакам да го слушнам вашиот глас. Сакам да ги споделам вашите маки и проблеми и да се потрудам да изнајдам решение за нив. Тоа решение што ќе биде понудено од моја страна, се обврзувам и дека ќе биде исполнето. Стојановска како носител на листата со кандидатите за пратеници во 6-та изборна единица во Тетово остварија средби со граѓани и беа во посета на црквата Свети Кирил и Методи и градскиот пазар. И општинската организација на СДСМ од Гостивар ја започна предизборната кампања. СДСМ во Гостивар ја започна предизборната кампања со пресконференција на кандидатот за пратеник во 6-та изборна единица од овој град, Драголјуб Филиповски. Направивме пресврт на подобро државата ја извадивме на прав пат, општеството напредува на секое поле, наведе Филиповски. Од економија во минус, обезбедивме солиден и постојан економски раст, повисоки плати и рекордно ниска невработеност. Од изолирана и заробена држава, изградивме земја членка на НАТО и земја преговарач со Европската Унија. Денес успешно се справуваме и со здравствените и економските ефекти на коронавирусот. Донесовме навремени здравствени мерки, а со трите пакети економски мерки помогнавме да се спасат илјадници работни места. Во своето обраќање, кандидатот за пратеник од СДСМ нагласи дека политичките опоненти немаат визија и водат деструктивни политики. Од другата страна е ВМРО ДПМН, партија предводена од Христијан Мицкоски, партија без став за ниту едно важно прашање, партија заглавена во режимската матрица од која ниту сака, ниту може да излезе. Тоа е партија водена од збунет, неодговорен и незрел политичар, кој не знае економија, кој е посветен само на деструкција, чие што однесување е опасно за државата. Нивното антидржавно однесување беше обележие во сите овие 3 години како опозиција. Беше обележие и за време на кризата со коронавирусот, а таквото однесување кулминира со наближување на изборниот ден. На пресконференцијата Филиповски напомена дека се направени инвестиции во здравството, се дава поддршка на економијата, предприемништвото и на младите таленти.
ДПА денеска на Тетовскиот плоштад представи дел од програмата на партијата. Лидерот на ДПА Мендух Тачи рече дека се работи за екипа која е професионална и која ќе работи пред се за подобрување на социјалниот живот во државата. Овие луѓе што ги гледат овде се професионалци кои ќе ги именуваме во институциите. Тие луѓе ќе бидат вистинските за подобрување на социјалниот живот. Целта на ДПА е да имаме заменик премиер и ова не представува индивидуален проект. Сите албанци нека ги отворат од денеска вратите. Тука мора да потенцирам дека победата на ДПА нема смисла ако целосно не ги поразиме Дуи и Али Ахмети. Од ДПА вела дека ќе се борат албанците да бидат застапени во институциите рамномерно. Мора да имаме консензуална демократија. Мојата работа како заменик премиер ќе биде токму тоа. Мора да имаме два дома и на тој начин еднакво ќе биде распределен буџетот. Вечерва ДПА во Тетово ќе ги представи кандидатите за пратеници каде ДПА ќе има своји представници. Нудиме конкретни решенија да го вратиме достоинството на македонецот во својата држава, истакна на пресконференција на старт на кампањата Виолета Србиноска, носител на листата за 6-та изборна единица од македонската конзервативна партија Интегра. Предизборната кампања во 6-та изборна единица македонската конзервативна партија Интегра ја започна со пресконференција во Гостивар на носителот на листата Виолета Србиноска. Ке бидеме насочени кон граѓаните, сакаме да ги слушнеме сите нивни проблеми и неправдите што ги трпат, рече Србиноска. На почетокот на преизборната кампања сакам да ви ветам дека Интегра македонска конзервативна партија од денес и во наредните 20 дена јас и мојот тим ќе пристапиме до сите наши пријатели, роднини, комшии, до сите населени места, до секој граѓанин од 6-та изборна единица и ќе разговараме за неправдите и понижувањата што изминативе 30 години ги преживува обичниот граѓанин. 30 години грабеж, осиромашување и омаловажување од двете неголеми политички партии во државата. 30 години уништување на целокупниот систем на државата. Во програмата на Интегра е офатено решавањето на статусот на бранителите. Конечно по толку години Интегра македонска конзервативна партија во својата програма како никој до сега има решение за бранителите од 2001 година, кои крварија во рововите и ја одбранија татковината. Овие луѓе не смеме да ги оставиме на маргините на општеството како до сега, а камоли да го ставиме во ист ранг со останатите. Во своето излагање Србиноска истакна дека како партија нема да дозволат 6-та изборна единица да биде предмет на договори помеѓу албанските партии од една и македонските од друга страна. Како носител на листата ја побара поддршката од граѓаните за партијата што ја представува и ги повика масовно да излезат на гласање. Комисијата за спорт на ВМРО ДПМН ја презентираше програмата пред спортските работници. Комисијата за спорт при ВМРО ДПМН и кандидатите за пратеници Дафина Стојановска и Александар Велјановски ја презентираа програмата за спорт и спортска инфраструктура. Доживеавме два пати покачување на акцизата за нафта и нафтени деривати. За разлика од нив, нашата партија и коалиција уште од стартот во нашата програма, значи топ ветување, топ проект е тоа што од тој дел ќе се издвојува по 1 денар за спортот. Особено морам да нагласам тоа посебно ќе биде наменето преку Агенцијата за млади и спорт за младите спортисти, односно младинскиот спорт. На презентацијата присуствуваа представници на спортските клубови од Тетово, како и спортски работници. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 11 часот и 15 минути на улица 114 во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 24 годишна жителка на Тетовско Горно Палчиште и 31 годишен тетовец. Принивени при преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки кое било паркирано и во кое тие се наоѓале, била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им биде изготвен поднесок. Вчера околу 15 часот и 40 минути во Тетовско Теарце, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 35 годишникот Теарце, затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. По расчистување на случајот против него ќе следува поднесок. Во текот на вчерашниот ден околу 22 часот и 30 минути, 28 годишен жител на Тетовско Боговиње
обвинение, во МВР Тетово пријавил дека околу 21 часот и 50 минути на улица Мирче Ацев во Тетово физички бил нападнат од 32 годишен тетовец. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера пак околу 7 часот и 45 минути на регионалниот пат Маврови-Јанови-Дебар во атарот на долнореканското село Ростуше, патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 32 годишник од селото Присојница, изгубило контрола и излетало од коловозот. Во несреќата, 53 годишниот сопатник во возилото од истото село се здобил со тешки телесни повреди, а и возачот со телесни повреди. Двајцата се пренесени во болницата во Дебар. На местото на несреќата увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. Следуваат спортските информации со колегата Павле Симоски. Екипата на Ренова го продолжи договорот со шефот на стручниот штаб Бујар Исљами на уште една сезона. Исљами на кормилото на Ренова седна пред почетокот на минатата сезона, односно во летото 2019 година, откако претходно го предводеше Кичевски Влазрими. Примарната цел на клубот беше да се обезбеди опстанок во лигата, но Ренова прекинатото првенство го заврши на одличната 4-та позиција и летово ќе игра во квалификациите на Лигата на Европа. Сето ова беше доволно за раководството на клубот да му даде нов договор на тетовскиот тренер. Во соседството екипата на Шкендија започна со составување на екипата која ќе игра наредната сезона. Клубот информираше дека договорите не се продолжени со четворица играчи. На Маријан Радевски, Ардијан Далку, Константин Чешмеджиев и Самир Фазли им завршија договорите и тие се слободни да бараат нови клубови. За разлика од нив, Бесарт Ибраими, Валмир Нафиу и Мевљан Мурати добија продолжување на договорите и тие и во иднина ќе настапуваат за екипата на Шкендија. Единствено ново име до сега е повратникот Екзон Бейтулај. Репрезентативецот на Македонија после 6 месеци во шведски Хелсинборг се враќа во таборот на Шкендија. Се зголемува бројот на заразени со COVID-19 од Адрија Тур кој се одржуваше во Белград и Задар. Организаторот на турнирите Новак Ѓоковиќ и неговата сопруга Јелена се позитивни на коронавирусот, откако претходно Димитров, Ќорич и Троицки исто така ги добија позитивните резултати. Покрај тенисерите заразени се и неколку тренери, како и лица кои биле во организација на турнирите. Позитивен на COVID-19 е и кошаркарот Никола Јокич, кој на турнирот во Белград имаше блиска средба со Новак Ѓоковиќ. Останатите кои добија негативни резултати на коронавирус се во самоизолација, но не е исклучено дека ќе има уште заразени кои биле во контакт со тенисерите на турнирите во Белград и Задар. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Киси Менада. Пријатно!